Се враќаме назад во студиото на Радио Лидер со темата со која првично требаше да ја говориме со нашата гостинка Гордана Димитриевска-Кочовска, подпредседател на ВМРО ДПМН. Кочовска, оно што јас го имам како информација е дека ние буквално не очекува во Македонија криза за леп. Односно, од една страна владата ги тргна оние повластици за електрична енергија за компаниите кои произведуваат пекарски производи, за пекарите, а од друга страна, во исто време, овозможи, односно ги замрзна цената на лебот на 33 денари. Според оно што јас го имам како информација, полека пресметките велат дека овие компании ќе станат целосно нерентабилни и планираат да одговорат со тоа дека нема да произведуваат леп. Тоа барем се збори низ град деновиве. Слушнав дека денес ќе имаат состанок, значи сите тие производители на леп, да видиме, ајде да почекаме каква одлука ќе донесат. Но за жал доаѓаме во ситуација која што ние уште минатата година некаде во февруари ја зборувавме дека ќе дојде и ќе се случи. Ако се сеќавате, уште во тој период зборувавме за обезбедување на доволно стокови резерви, бидејќи може да дојдеме до ситуација да нема брашно. И во суштина, едно добро менаџирање со држава подразбира вие да можете на еден среден рок да ги предвидите сите проблеми кои што може да се случат. Оваа влада нема капацитет, во континуитет прави погрешни одлуки, носи погрешни мерки, лаже, морам да кажам и дека лаже после вчерашното или пред некој ден колумната на министерот за финансии Фатмир Бесими, во која што вели дека имале мерки во последниве години од 2 милиарди евра, останав запрепастена да ви кажам. И сега освен она што можам да го кажам дека покрај се што прават погрешно и лажат, не можам ништо друго да кажам и цената еве ја денес или резултатите еве ги денес. Ние имаме ситуација во која што сега ќе имаме повторно погрешна одлука со замрзнување на цени, а тоа замрзнување на цени не знам како ќе резултира, пак ќе кажам да почекаме да ја видиме одлуката на производителите. Но каде е проблемот? Ако минатата година зборувавме дека суровините растат и дека цената на електричната енергија како еден од поголемите инпути во производството на леп има големо влијание, владата некако си играше со тие нивни одлуки, наместо тоа замрзнуваше цени, не им даде дополнително некоја субвенција или брашно од стоковите резерви и така натаму, за да на крајот на годината донесе некоја одлука за субвенционирање на електричната енергија, откако после речиси цела година исцрпување на компанииве доаѓаме до таква ситуација. Ама го заборави другиот момент, а тоа е дека во текот на цела година ние имавме зголемување на сите цени на производите, не само на лебот, а дека во овие компании работат луѓе кои што земаат плата и кои што треба исто така платите да се искоригираат врз основа на фактот дека имавме ненормално висока инфлација. Која зборувам за инфлацијата, не сакам воопшто да ја гледам онаа инфлација која што ја даваат, бидејќи таа е на сите производи како просечна. Јас ќе се фокусирам на оној дел кај храната, бидејќи ние сите знаеме дека храна и комунали, толку од платите може да сервисираме, толку имаме, а таму речиси стигнавме до стапка од 30%. Кај одредени, да речеме, производи без кои што не можеме, како млеко, како зетин, брашно, инфлацијата беше или порастот на цените многу повисока и од овие 30%. И сега вие доаѓате во ситуација да им замрзнувате цени, кажувате дека они се профитери, а во исто време тие имаат во континуитет зголемување на трошоците. Ова е како во еден бубен, само се вртат, не знаат што прават. Статистички да направиме анализа, економската редакција на Радио Лидер секој утро не полни со информации поврзани со овие теми. И еве една компарација 2016 декември 2016 и декември 2022. Во декември 2016 година просечна плата е во 2016
е 23.457 денари. А потрошувачката кошничка е 32.000 во 2016. Значи 23.000 една плата просечна, 32.000 потрошувачка кошничка. Во 2022 просечна плата е 34.000, значи изголемена е за 11.000 денари, но потрошувачката кошничка е 51.235 денари, односно е зголемена за 20.000 денари. Тоа значи дека дискрапанцата помеѓу просечната плата и потрошувачката кошничка се зголемила двојно. Тоа значи дека со просечна плата во 2016 година сте можеле да купите двојно повеќе работи од што може да купите сега со просечна плата. А Љупчо, овде морам да додадам уште неколку работи за кои што достига можеби и не сме дискутирале. Прва работа е пресметката на просечната плата. Со промена на власта, новиот директор на Државниот завод за статистика ги смени затоа што вие добивате просечна плата врз база на одредена група на компании, како примерно кои што ги земате и ги пресметувате платите кои што ги исплаќаат тие компании. Базата ја смени. И стави други компании кои што имаат повисоки плати во однос на овиот претходно. Ај сега да погледнеме. Ти велиш 34.000 денари дека е просечната плата во Македонија. Да. Колку од администрацијата зема под овие 34.000 денари како еден од најголемиот најголемите вработувања. Исто е и со приватниот сектор. И ако ги побарате податоците, да ви ги дадат еве од управа за јавни приходи или од пензискиот фонд, бидејќи нели и таму плаќаме дел од бруто платата оди се уплаќа таму, ќе видите дека повеќе од 70% од луѓето кои што примаат плата се под просечната плата. И така што оваа дискрапанца не е двојна, така, како што статистички е двојна, туку е многу повеќе. И повеќе. И срамота е кога ќе излезе еден вице-премиер, бидејќи тој го гледам во континуитет низ годиниве, се занимава со минималната и со просечната плата. Срамота е да коментира како расте и просечната и минималната плата, при тоа не земајќи во предвид реалната вредност на овие две плати. Дали куповната моќ е иста или не е? Дали исто живееме или многу полошо? И сега тој излегува на телевизија, зборува, народов го слуша и си вика, види го што збори. И едноставно не го прифаќаат како сериозен и затоа немаат доверба во владата, затоа рейтингот им е никаков. Они може меѓу себе да се лажат и да се тапшат по рамо дека еј, супер сме, но реалноста е нешто друго. Ти ако, еве, јас имам извадено податоци да кажеме за месец 8 2016 и 2022 од аспект на минималната плата 10.080 денари со 32.000 денари како што зборуваш, тука негде е потрошувачката кошничка. Од друга страна во 2022 е 18.500 со 51.000, значи 8.500 имаме зголемување во минималната плата, а скоро 20.000 денари имаме зголемување во потрошувачката кошничка. И што зборуваме сега? Тоа значи дека со две минимални плати во 2016 година некако дома би преживеало 4-члено семејство, малку тешко, но би преживеало. Така е. А со две минимални плати во 2022 година на едно 4-члено семејство би им фалеле околу 300 евра за да преживеат. И се пак се враќаме на истото. Вредноста тогаш и сега, ако ние имаме најголем дел од растот на цените кај храната и кај комуналиите, веќе имаме проблем. Во тој период вредноста на платата не била иста со сегашната. Ние само апсолутни бројки споредивме, но што... Еве, класичен пример, со две минимални плати, нели, 15.000, 10.000 беше? 10.000, 10.000, ајде, 10 рачунај. 10 рачунај, значи 20.000. Иако е од до. Јас ја земам најниската, сега е фиксно 18.500, 10 до 13.000 во тој период дискрепанцата се например, во новинарството беше 13.000. Затоа зборам, имаше исклучок како во текстилната и затоа ги земам најниските.
Секој пат, иако мал бил процентот на тие што земале пониска од овие другиве, нели тоа беше за текстилна кожарска индустрија како исклучок, но ајде да одиме со најниските бројки. И со најниските бројки другачие се живеело отколку денес. И не знам зошто. Или потребата да кажат 34.000 денари, па да, платата ви се зголеми како резултат на инфлацијата. Имаме едно прашање од слушател, поврзано не со оваа тема, но со економијата. Вели, прашање до гостинката, дали во ВМРО ДПМН имаат информации дека државните стокови резерви на жито биле запишани како расипани и наводно уништени, а всушност, според нашиот слушател Перо Ангелов, Артан Груби ги продал во Косово. Значи вака, прво прашање е какви стокови резерви чуваме и како можат да бидат расипани. Тие се даваат во одредени компании на чување. И сега прашањето од каде? Јас знам, например, дека во Тетово во одредени компании се чуваат стокови резерви конкретно на брашно. Како можеле да се расипат? Така, вие ги давате на чување под одредени услови. Како дошло до расипување на истите? Верувате дека за ова еден ден одговорност ќе има? Тоа плюс кога чуваат стокови резерви, дел они тоа го користат, па додаваат цело време. Точно така, тоа има процедура за тие да бидат затоа реков во какви услови, точно, затоа многу убаво кажат во какви услови е чувано. И врз основа на што Артан Груби потпишал. И ако мисли дека е недопирлив и дека нема да одговара еден ден, верувајте дека ќе дојде денот кој ќе одговара. И секој еден кој што се огрешил пред законот и доста е веќе од тоа непочитување на законот, како што исто пред некој ден слушам одлука на град Совет донесена на град Скопје донесена за одредена работа, ајде не сакам да ја коментирам Данела, но излегува и таа вели нема да ја почитувам одлуката. Абе, кај живееме ние? Како може да не почитуваме ние одлуки? Како може да не почитуваме закон? Да. Значи, колку го уништивме општеството? Како ги учиме нашите деца? Тргнете по улица која возите, која ќе видите колку родители со деца претрчуваат, каде што нема пешачки премин, каде што имаме, значи, црвено за пешаци тие претрчуваат. Тоа се како ги учиме ние нашите деца. И ние се не почитуваме закон. Он земал, потпишал нешто, да видиме до крај, но верувајте дека секој ден ќе одговара. Како може они да седат таму и да потпишуваат работи, а точно е пропишано со закон како треба да се однесуваат. И клучното пак ќе речам, зборуваме за производи кои по логика на нештата не можат да се расипат. Како можат да се расипат, освен ако не се чувани во несоодветни услови? Ако ги чувале така, тогаш треба некој да одговара за истото. Како одлучиле таа компанија да ги чува? Ивица, прочита синоќа објавија дека лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски изградил куќа со милионска вредност во Козле, откако партијата ги извади оние информации за ДУИ, експресно беше демантирано и немаше никаков доказ, но неколку портали се уште се држат на таа теза. Пред се портали под контрола на СДСМ, како што е Инфомакс, да речеме, и под контрола на овие што се, како се вика, на ДУИ. А вид, како повеќе и вид, тоа колку траеше? По 2-3 сати издржа. Ја барам некој што поверува во приказната. Не, поверува овие сајтовите што изиграваат новинарство, како се викаше на Џабир Дерала таму. Не може да поверува луѓе никој, затоа што прво секој од нас има некој познаник или фамилија кој што живее во Козле, знае дека куќа со толкава вредност во Козле нема. Вториот момент е, еве се враќаме на она што го зборувавме на почетокот. Зошто? Кај на 1 милионска куќа? Не, ама затоа што мојот свекор живее таму и затоа знам што зборувам. И знам да речеме кои се цените, по што апсолутно не постои такво нешто. Вториот момент, ова во политикава веќе еднаш треба да сопре. Сите ние имаме фамилии. Значи не се работи за председателот, се работи за сестра му која што си остварена личност и нејзиниот сопруг и така натаму. Сликаат туги куќи ги прикажуваат како нивни. Апсолутно неприфатливо. Тоа е навреда не само точно за целата негова фамилија, како што, да кажеме, секој од нас се соочува со такви навреди кога ги мешаат работите. Секој од нас има сопствена куќа, своја фамилија, секој си е единка за себе. И не може ние да кажуваме дека се гледаме на топтан. Таа живее посебно, тој живее посебно. Ова знак дека таму нервозата е голема. Точно така. Затоа што излегува овие ова со Артан, мислам дека малку ги размрда и не го размрда. И ова со Пуцко дека од него. Мислам дека види, ти забележа
Муабетот беше за имотот, почна да излегува, како беше она? Почна на војни да повикува глупости лакво. Така што веднаш гледаш дека тука е нешто тенко. Меѓутоа добро, приказано тебе издржа некои 2 сата. Вика, и толку беше. Не, ама пази ја веста. Мицкошки купил и реновирал барака во Козле, која вреди над 1 милион евра. Каква е таа барака која вреди над 1 милион евра? Срамно за тие што го напиша, пак ќе Ако кажам. да е добро. Но вика, наместо на негово име во катастарот таа е заведена на неговиот зет за сестра. Па ние ако гледаме зетовците и фамилијата на Ковачевски и на овој како се вика една куќа, една барака, значи замисли купиле барака, човече. Остај се, значи. Не, ова е скандализацијата на нашето Ова е општество. ова е обид кој што несловно заврши. Сестра му, зетот за сестра на Мицкошки купил барака, леле. И сега ова е огромен Лјупчо, ти уште зет немаш, така што немаш проблем за сега. Да, сестра ми се уште Да. мала е уште. За сега си безбеден. Чудна работа. Кочовска, да се вратиме на економијата по овие како се викаат жолти теми, по жутава штампа, да се вратиме повторно на економијата. Инфлацијата ја следите како се движи во Македонија. Ја направивме она најбрутална споредба со потрошувачката кошничка, но како е општо на продуктиве на сите тие работи? Лјупчо, повторно се враќаме на истото дека страшното е тоа што излегоа и последните податоци за воземјоделие, значи за земјоделските производи, тие се многу пораснати. Проблемот кај нас е тоа што расте цената на храната, а ме загрижува моментот што ова нема да стивне, затоа што сега од месец март имаме повторно согласување нели на платите, ќе порасне минималната плата и тука нема што да дискутираме. Треба да порасне затоа што со ваква инфлација луѓето не може да преживеат. Но тоа повторно сега ќе не врати во еден, како викам ја, бубањ и сега се вртиме у круг. И ако нештото треба да стивне во овој период, односно да имаме намалување на инфлацијата, ние повторно ќе ја разгоруваме. Тоа повеќе ме загрижува, што јас сега веќе не гледам крајна ситуацијава, односно падна владата, па да дојде некоја друга влада, односно влада предводена од ВМРО ДПМН, за да може да кажеме да излеземе од овој проблем кој што го направија со, пак ќе кажам, одлуки кои што ги носат, а не се свесни што прават, затоа што носат одлука денес, колку да стивнат ситуација денес, а не гледат што ќе биде за 3 месеци. Да се вратиме на слушателите. Миле вели, добро, вие вика говорите за минимална, за просечна плата, но еве кажете ми јас како со пензија од 9400 денари, земјоделска пензија, човек да живее. Вика ја еве не знам. Не можам да си го најдам одговорот. Тоа е тоа што најмногу ме плаши, пензионерите кои што ги има над 300.000 и кои што навистина живеат многу лошо, никој тоа не го спомнува, а она што повеќе ме загрижува е во буџетот не гледам веќе простор дека може да се направи за да може за пензионерите да има повисоки пензии, а дека цените ќе се вратат на некој првобитно ниво не верувам, затоа што нели по инерција некако ќе ги зголемат цените, ги оставаат на тоа ниво, можеби малку ќе искоригираат, но нема да ги вратат оние првични цени пред да почне да расте вака инфлацијата, и се плашам дека пензионерите се тие кои што во овој момент или во иднина најмногу ќе страдаат, пак ќе кажам се додека не дојде до промена на власта. Зошто го зборувам тоа? Затоа што треба да се отвори простор во буџетот, да може да дојде до зголемување на пензии, дали е тоа возможно, секако дека е возможно, но ќе треба едно време првин да се проанализира состојбата и она што во континуитет го најавуваме, а тоа е дека треба сериозна борба со сива економија. Јас повеќе простор во другиот дел не гледам. Еве, најавија закон за данок на солидарност. Кого товарат повторно ние компании кои што плаќале. Нема логика. Значи ние мора да зафатиме во другиот дел. Проблем имаме, ако погледнете како се полни буџетот. Јас зборував со податоци од 17.2, веќе минатата недела, уште со позабавено темпо се полни, особено кај ДДВ-то, што загрижува многу, и тоа зборувам за бруто ДДВ, или
покажува две состојби. Едната е дека дефинитивно веќе не трошиме толку колку што, значи граѓаните се исцрпени, нема повеќе што да трошат. Затоа не ни се полни буџетот дури никако минатата година, а не па за проекции за годинава. И од друга страна ме загрижува дека расте процентот на сива економија затоа што оваа влада во толку години воопшто не се справи. Уште еден коментар од реалниот сектор, вели Македонија се соочува со еден уништувачки процес кој што за жал двете партии го игнорираат, вели нашата слушателка. Како се надоместува недостатокот на работна сила во Македонија? Дали гостинката има информации, а уште поважно е какви политики предлага ВМРО ДПМН во однос на ова прашање, односно во однос на недостатокот од работната сила. Германија го решава многу попрактично тој проблем. Мигранти прима нели од Балканот, од Исток и така натаму. Слично функционира и Велика Британија која го има како базен за влечење на работна Франција, Холандија, сила. Италија, Шпанија сега. Сите го решаваат така, ние се соочуваме со паднат наталитет драстично од една страна. Баре го Владко. Најголемиот проблем, да, Владко. А видете, сериозно е прашањето. И во Македонија се уште има работна сила, меѓутоа таа работна сила треба да се преквалификува. Сега, проблемот почнува, јас би рекла, уште од 91 и тера наваму, не знам како било во време на Југославија, но можам да зборувам за Македонија. Ние имаме Министерство за труд и социјала, кое што 32 години, 33 години работи како Министерство за социјала. И првиот проблем е тука. Ние немаме Министерство за труд, кое што ќе следи што се случува на пазарот на труд. И вториот момент е со нефункционирање на правната држава и начинот на однесување на граѓаните кои што, да кажеме, иритира и секој еден нормален човек во вакви услови ќе каже јас ќе се иселам од државава. Тие се два моменти прво што мора да ги смениме, затоа што голем дел можеби од нашите кои што заминаа не живеат нешто подобро во тие земји, напротив, дури може и полошо, но заминуваат затоа што велат дека барем е посредено. Предвидливост има живот. И точно така. Ако треба јас да одам во болница и да чекам 4 сати, да не знам дали докторот ќе ме прегледа и како ќе ме прегледа и дали ќе работат сите апарати, ако отидам да се сликам за лична карта и чекам повторно и гледам еден хаос таму, нервозна сум. Ние кој ќе влеземе со сопругот во возило и се возиме низ Скопје, 100 пати гледаме прекршоци како се прават. Први полициски возила, вчера влегуваме на влез од Тетово во Скопје и на две полни линии полицијата си врти, ништо немаше за да треба да направи таков прекршок. Мене ме иритира. Ми создава нервоза. Мене минатата недела, не знам дали да му ги кажам таблиците да го обрукам јавно, со мојата сопруга која е така во една подоцна бременост, поминуваме на пешачки премин и една будала во комби ни свири за да побрзаме додека поминуваме, женава едва ја оди. И јас тука си го поставувам прашањето, вака го гледам сето тоа и викам, добро, имаат ли овие луѓе ромка човештина во себе? Знаеш, понекогаш ќе сватиш дека живееш во едно тотално алиенирано општество без буквално никакви вредности. И на крај, поради што е се така, големиот Маркс убаво нели го објаснил тоа, не може да очекуваме дека во вакво економски осиромашено општество ќе имаме граѓани со високи вредности, затоа што секогаш пред се сиромаштијата е главниот извор на малограѓанштина, за жал. Лјупчо, последната година, за жал, од многу случувања кои што ги има в дома повеќе со помалиот син, го удри кола, па имаше операција, па имунитетот му падна, многу често пати беше болен, па и со родителиве. Значи сум на клиника. Последната година буквално постојано. И верувај дека кога ќе отидам таму, паркингот е почетокот. Првата вознемиреност точно е паркингот. Дали ќе најдам паркинг или нема да најдам?
Среќа што сум на центар, па почнавме и пешки во пешки, некои да, моменти, независно дали децава се болни или не, ќе одиш пешки затоа што се нервираш, ќе изгубиш еден куп време. Значи се нервираш пред од тие работи. И сега јас сопругов си ги коментираме. Како ги коментираме, нашите деца ги слушаат. Ајде, малиот е уште мал. Големиот има 12 години, 13 ќе прави. Каква слика му создаваме ние за ово општество? Ако постојано критикуваме, што размислува он? Он размислува најверојатно дека точно на 19 години да си го фати патот и да замине некаде. Затоа што не може да живее во вакво општество, зашто ние дома едно му зборуваме и го воспитуваме, ќе излезе надвор, се соочува со други работи, конфузија има во глава. Многу пати доаѓа дома и вика, бе, што ми зборувате, надвор е сосем другачие. И сега, колкава плата да дадеш на тие луѓе, едноставно ќе ти кажеме, не сакам да живеам во овој хаос. Веќе ние имаме иселување во овие моменти, иселување на луѓе кои заработуваат и добро, и се вработени. Имаме такви процеси се случуваат во Македонија. Видете, нема куќа во која што немало размислување дали треба да се иселиме или не. Но знаете што, како беше на надежта последна умира, секогаш ќе има одредени луѓе кои што ќе се борат и кои што ќе се трудат да сменат нешто. Јас не сум песимист, напротив, оптимист дека може нешто да се смени, но пак ќе кажам, клучно е судството, клучно е ова Министерство за социјала да не стане Министерство за труд, малце да се позанимаваме со тој проблем. Еве, Золва ми живее во Германија, сега беше дојдена и ми кажува, вели, во Германија, бидејќи внукот треба да се запишува на факултет, вели, во Германија веќе некако факултетите се двојат. Има дуално образование, она има сега во моментот аплицирано, чека да види за професор на таков факултет, кој што ќе работи повеќе на пракса. И вели, тие што сакаат да се специфицираат за одредена област ќе одат таму, а другите кои што сакаат да се занимаваат со наука ќе одат на овие класичниве факултети, универзитети и така натаму. Тоа треба да почне кај нас, а не кај нас уништено образованието. Двете деца ми се во на основно училиште, јас сум вознемирена од тоа што го гледам и тука мора да сме согласни дека ВМРО ДПМН е најодговорно за промената на учебниците и уништување на учебниците. Тука мора да се согласиме. Не можеме да замижиме на тоа. Но мора да работите да го смените тоа. Дефинитивно, значи точно тоа треба да се промени, исто како што и ние како родители треба да се промениме и да не бараме од наставниците и учителите, еве да кажеме, да не бидат згрижувачи, туку тоа е веќе училиште. Не може таму едно дете да прави проблеми на 20 деца и мајката, кога учителката ќе се јави, мајката да каже па досадно му е. Пазите, па досадно му е. Се истакнавте ви од ВМРО ДПМН, имавте еден кадар, тој го беше за образование, за правда, за здравство. Беше момче за се. Молам? Катастар. После и СДСМ исто се истакна со Мила Царовска, со некои такви кадрови кои го продолжија неговиот пат. Кодзинга почна кадрови. Да, мора да го искоментираме и тоа. За текстот во учебниците, односно промената на нешто што денес не е прифатливо за нас, не е дека учебниците се лоши. Нема капацитет наставниот кадар да ги следи учениците, а не дека нема во суштина затоа што нема помагала. Нема како да работи. Сега, пазете, ако во тој период имаше барем и некакви учебници, ние сега се соочуваме со проблемот деца во учебници немаат. Немаат учебници. И тие 10 реченици што ги има во книгите, сега нема од кај да ги прочитаат. И никој не сноси одговорност. Пазете, во 21 век. Ужас. Кочовска, останавме должни да ја прокоментираме пропаднатата еврообврзница. За тоа се спремавме. За тоа ни е нас тука во Радио Лидер централна точка на дебата веќе подолго време. Иако на луѓе во држава тоа еврообврзница, пропагање, што е еврообврзница, како функционира, колку ќе не кошти, баш и не им е јасно и баш поради тоа не фаќаат на кондиција, нели, на народ кој со слаба финансиска писменост може да му продаваш секакви лаги. Суштината е дека пропадна еврообврзницата поради тоа што поранешниот министер за правда Тупанчевски не подпиша. Сега чекаме да се избере нов министер за правда, но треба да има нова аукција на која што веројатно каматната стапка ќе биде многу полоша.
Министерот за финансии, значи јас сега користам негови зборови, не се ова мои зборови, кажа дека очекува, а и многу експерти го искоментираат тоа, дури имаш експерти кои што вака лично, па да кажам и ги ценам, кои што некаде од странство се јавија и кажа, па добро, не е ништо страшно, само каматата ќе е малку повисока. Тоа е тоа што боли најмногу. На сиромашниот народ ти уште дополнително да му товариш непродуктивни трошоци. Морам да го искоментирам и ќе тргнам од тука. Колку не чини оваа глупост и несериозност и пропуст и, како да кажам, неодговорност на премиерот и владата. Повеќе од 18 милиони евра. Како го прерачунав тоа? Значи, министерот за финансии вели, пак ќе кажам негови зборови се, дека не може да очекуваме или ако очекуваме каматна стапка од 7%, наместо 600 милиони ќе се задолжи 500 милиони. Да. Значи, некоја оптичка варка за да направи дека се збирната камата ќе ни е пониска, ма нема да ни е пониска како апсолутен износ, зашто е помало основицата, 500 милиони се, не се 600. Да, ама да ние бидеме пак ќе реални, бидеме. Види, ако они се толку расипани, извини што те прекинувам, ако толку се они расипани, ние па и тие 100 милиони евра ќе им ги додадеме на сега, цифрата. Кој ќе израчунаш ти од 6,25 до 7%, на тие 600 милиони добиваш дека 4,5 милиони евра годишно имаш повисока камата од претходно. 4 години, бидејќи на толку беше еврообврзницата која што беше издадена, за 4 години ти имаш 18 милиони евра само по основ на камата. Сега, каде се провизиите, првите провизии на банките? Министерот рече нема да има провизии. Мислам, се зборуваме за Deutsche Bank, за City банка, да не ги редам, што тие работеа за него за без пари, па кого го лаже? Кого го лаже дека нема да има провизии? Првин се ангажира еден временски период и тие ќе наплатат. Има провизии. Првите беа околу 5 милиони евра, еве и да намалат нешто во што не верувам. Затоа што зборуваме за банки кои што се сериозни институции, кои што трошат време, луѓе, ресурси, ќе си ги наплатат. На вториот пат ќе имаме повторно уште еднаш провизии. Значи, многу повеќе од 18 милиони евра. Доброволно го волонтираат своето време. Токму така. Да тргнеме од домашниве банки па да одиме понатака. Што е нормалното, им е работа. И сега, глупоста оваа направи друга глупост да се задолжуваат на домашниот пазар со високи камати. Во исто време, иако и каматната стапка нели на Народна банка расте по автоматизам, имаме некое зголемување на каматните стапки, но ова сега што го прави државата и што се задолжува кај домашните банки и што нуди камати многу високи, само ќе направи уште поголемо придвижување на каматите нагоре, поготово за приватниот сектор. И во исто време ние зборуваме за инвестиции од страна на приватниот сектор. И пазете уште една работа која што ја кажа вчера министерот, ќе издаваат некакви, не знам колку не прочитавте неговата колумна, ќе издаваат оние зелени обврзници вакви такви, каде што ќе ги анимирале луѓето кои што го имале кеш од дома да го вложат, демек повеќе ќе добиеле од државата отколку да им седел под перница. Како дошол тој да седи под перница? Како ќе го внесе во систем? Ќе идат во Министерство за финансии со парите и ќе купуваат еврообврзница? Или треба на сметка што им лежат. Не, си кажа, тој многу убаво и јас сега цитирам. Кешот, значи. Да. Па тоа значи дека ќе им ги легализираат парите на наркодилерите, вака да ви пошто. Ама имаме закони, тука се знае во банка колку можеш ти. Значи видете сега, ја пошто имам приватна компанија и две нели компании и се бавам со оваа работа и знам како се плаќања во држава, можам слободно да ви кажам дека во Македонија ако работиш честно, кеш нема шанси да имаш. Така е, се согласувам Јупчо и затоа се чудам на коментариве. Се чудам. Ти можеш во кеш нешто да платиш до 3000 евра, еден период беше до 500 евра, се сеќавате се дигна узбуна, зошто? Затоа што голем дел од луѓето кои кидат у Нептун или негде да купуваат и купуваат над 500 евра некој производ што вреди обично телевизор, компјутер или било што, требаше да платат со картичка. Тоа сметаше и од 500 евра го вратија на 3000 евра. Иако сметам дека требаше да остане на 500 евра. И ако сакаме, можеме да ги следиме тие работи, ќе видиме дека не е баш така, дека лесно може да се уфрлат пари во систем. Банките си проверуваат. Апсолутно.
Апсолутно. Гордана Димитриевска Кочовска, гостин во Радио Лидер. Уште едно прашање за крај, ќе се вратиме на почетокот од емисијата. Една наша слушателка прашува: добро, во ред, слушнавме, се е така, но што ќе направи вашата политичка партија и што ќе направите вие за да ја подобрите состојбата на жените во државата? Кажав, значи, прво мора да има казни и за секој еден кој што ќе навреди жена. И тука не гледам дали е од ВМРО, од СДСМ, било која жена. Јас преска се изразив и за Славјанка и дека таквите коментари се неприфатливи и за нејзе и дека несватливо е тоа како може да се коментира. Вториот момент, значи дефинитивно ќе работиме на поголем процент, да кажеме, на учество на жените во политиката. Еве, кај нас председател на Унија на жени е Жаки, јас мислам дека одлично си ја работи работата, многу е борбена. Веројатно не за ќе има утре во емисија, сега ќе видиме. Утре ќе бидеме со две жени. Да. Жаки извонредно си ја работи нејзината работа, многу жени има активни кои што се очекувам на многу високи функции, дека ќе има многу повеќе жени, барем ВМРО ДПМН, еве во парламент може да ги гледате, не е само биси, сексизм, ако се каже дома со една не се издржува. Мора, да, ама или не. знаете што сега морам за крај да ви го кажам, имаме ние еден друг проблем, вие не можете да го прифатите фактот дека навистина жена која ќе фати одредена работа, зборувам професионално, ја врши многу подобро и поодговорно од мажите. И уште еден момент, тоа е и докажано и со статистики, и со анализи, и со се, дека жената е помалку корумпирана во однос на мажот, така да сметам дека во тој дел ВМРО ДПМН е многу повеќе место на жените ќе има. Тука веднаш ќе ти кажам Сонја Николовска лајк. Не. А колку Сонја Николовска, колку мажи има? Не, знаеш, Мислам, сега Сонја ќе зборуваме колку мажи. Знаеш што е, скептиците во однос на ова тврдење општествените науки зборуваат дека кога ќе дојдеме до полна еднаквост, тогаш ќе видиме дали ова точно. Да. Затоа што во моментов на вистина, затоа што општествата во цел свет се генерално патриархални машки, за жал има уште шовинизам, жените кои што се пробиваат дури против сите услови што се против нив се вистина херои. Кога од херои ќе дојдеме до некој просек, тогаш ќе мериме да видиме. И плюс тука имаш веќе идентитетските прашања, сексуално полово идентитетските прашања веќе влегуваат во една многу различна состојба. Па прашањето се поставува во криминалот на Боки 13 и Катица Јанева, колку жени, колку мажи имаше. И тоа е интересно. Значи, тука веќе работи во некој сосем друг правец. Одат, неважно, важно е дека жените се еднакви. Мислам дека поважно прашањето е, чекај, поважно од прашањето колку мажи, колку жени беа во групата е каде заврши Луи Вутон ташната, ама заврши кај Машко. Ја ќе ви кажам кај Машко од Струмичкиот регион, да не го именуваме. Добро. Гордана, ти благодариме многу, да, жените. Кај Машко или кај брат му? Кај брат му што е исто Машко. Добро, окей. Ситуацијата на жените во општеството е навистина важна тема за секоја цивилизирана држава. Не смееме да дозволиме ова што се случува, па дури од позиција на некој разбацан патриархален маж да ви дојде тука и тој има керка и не сака некој бандит на неговата керка да и се обраќа со оние зборови со кои тачи и се обрати на пратените елизабет. Затоа ви реков и тоа, ама и тоа е нешто што од дома се стекнува, значи како воспитување, дека жените мора едноставно да ги игнорираат тие коментари, нека збори тој што сака, тој не обесхрабри, бети ќе биде уште посилна. Тоа е нешто што... Не, ова убава поента, еве, ти доаѓаш од една малце средина која што важи за конзервативна и патриархална, меѓутоа не верувам дека било кој тетовчанец маж кога има женско дете, не се онова тоа дете утре за утре биде врвен доктор, адвокат, професионалец и така натаму. Така е. А на крајот од денот најпоразително е тоа што дури и оној кој ги употребува оние зборови има керка. Тоа е нешто што најмногу боли. Барем го боли секој оној кој има така разумни и рационални ставови кон животот и кон светот. Да, за жал. Тоа е најболната, најтрагична и најболната тема. Благодарам многу, Гордана. Ви благодарам. Се надевам дека повторно останавме должни за многу работи. Ти дојде спремна. Да, ама беше и ова многу битно, никогаш не сум зборувала на оваа тема и драго ми е што
Има прилика, Искрено, значи, па да зборувам. мене ми е драго што конечно видовме дека Гордана не се разбира само економија. Значи, до сега важеше за Гордана економистот, но како подпредседател на една политичка партија, економијата е само дел од задачите. Имате и мора, нели, да коментирате и политика, веќе не сте во таа лагодна позиција од порано. Така е, така. Почитувани слушатели, останете со 107,4 FM. Уживајте во прекрасната музика и уживајте во современите погледи и светогледи кои ви ги нуди Радио Лидер. Затоа што доколку себе си се третирате со ниско ниво на култура, ќе завршите како нашиот премиер или како оние кои по подкасти зборуваат секакви ординарни глупости. Јас сум Љупчо Златев, главниот говорен уредник на Радио Лидер и автор на оваа емисија заедно со Ивица Боцевски. Ово утро техничката реализација е на Димитар Митровски и Јордан Чаушевски.